Султанот Мехмед IV со сите сили се подготвувал за поход кон Виена. За тој поход му биле потребни многу пари, кои ги набавувал со покачување на даноците и вовел нови давачки за населението. Со средствата добиени од давачките требало да се формира идниот поход кон Виена. Вечниот сон на османлиите. Конечно во 1683 година дошло до остварување на сонот и Виена е под опсада од 14.7. до 12.9.1683 година. Опсадата била неуспешна и од моментот на разбивањето на опсадата османлиската војска почнала да се повлекува, а австриската војска да напредува кон внатрешноста на империјата. По ова следувала и втората битка кај Берг Хасани, односно Мохач, од 1687 година, помеѓу османлиите и издружената војска на Австрија и Светото Римско царство, кои во оваа битка извојувале победа над муслиманите. Набрзо по оваа катастрофа јаничарите се бунат и го менуваат султанот Мехмед IV и на негово место го носат неговиот син Сулејман II. Проблем: при неговото владење австриците уште повеќе навлегле на Балканот. Во 1688 година австриците го завземаат Белград, а во исто време султанот доживува пораз и од руските војски на Кримскиот поход, а во 1689 година е ослободен и Ниш. Народите на Балканот биле постојано поттикнувани со писмата на генерал Пиколомини, кој сакал да го дигнат населението на востание против империјата, а со самото тоа да ја помогнат австриската војска која доживувала недостаток на војска. Наскоро напорите на Пиколомини доживуваат успех и успеват да придобие на своја страна неколку илјади војници од Косово, Албанија, Србија, а во Македонија се дига познатото Карпошево востание.